Музеот на современа уметност во Скопје позиционира на најубавиот дел од градот и самиот по себе како градба навистина е импозантен, а уште она што го украси, тоа се изложбите и сите програмски содржини, не можеме сите да ги раскажеме, меѓутоа кои се оние позначени што се тековни и меѓутоа оние да ги најавиме. Да, сигурно, позицијата е прекрасна, дури од после земјотресот во Скопје, кој беше копен за сите граѓани на Република Македонија во тогашно време, мислам дека е планирано да биде на највисоката точка на градот, да се види каков бил и каков ќе се гради. Така што ние сега го гледаме убавото Скопје и двете убави страни, стариот дел и новиот дел, така што можеби дава восхит на уметниците за да творат нешто повеќе. Значи, музеот е во тек со нашите изложби. Ние веќе поминавме доста изложби, Истокот и се уште е можен, интересна изложба. Артист 2000 плюс, значи музејска колекција за уметниците од државите на социјализмот, како тие се развиле, па исто така имаме соработка со МСУ, значи Музеот на современа уметност на Македонија, со Музеот на современа уметност во Љубљана, каде што исто така имавме наша изложба. Интересен е и Кен Фридман, 90 плюс 1 настани. Изложбата се уште стои, се уште е горе изложбата. Значи, интересен американец кој на поинаков начин ги прикажува своите приказни на 92 дела. Имаме исто така интересна изложба почеток после крајот, така што ова се дела интересни, што се поврзува со денешнината, но морам да спомнам дека во тек е исто така Венециското биенале, каде што нашата држава се представи со пиетата на Велимир Жирновски, и имаше голем интерес таму, беа и нашите колеги од Македонска телевизија снимија, и можам да се пофалам со тоа, бидејќи тоа е светски настан на ова уметност, и интересно би било и некоја од наградите, иако годинава нема стручно жири, но тоа ќе зависи од публиката. Колку што имаме информации во Венеција, има многу посетители, многу уметници и туристи што го посетуваат нашиот павилјон и им остава впечаток. Богата програма во Музеот на современа уметност. Во пресрет на летото знам дека овој импозантен објект многу често има и програмски активности што се надвор од изложбата, од оние изложбени редовни програми. Може ли, знам дека имате за до крајот на годината, можеби ќе дојдеме уште еднаш, уште два пати, или кога се позначени ќе дојдеме да ги снимаме, меѓутоа да ги истакнеме оние позначајните програмски содржини што ќе се случуваат во Музеот на современа уметност. Значи, лето како лето, вие знаете дека во континуитет со нас претежно соработуваат амбасадите на европските и светските држави, така што ние со Словачка амбасада веќе имаме договорено настап, со Јапонската амбасада исто така, италијанците се веќе тука, така што летниот период, со шпанците заборавив, со францускиот културен центар, со италијанците, така што ние скоро секојдневно имаме настани, имаме соработки, внатрешни и надворешни. Морам овде Тања Балач, една супер уметничка од Македонија да истакнам, која имаше самостојна изложба нејзина, и јас сум горд што таа направи изложба кај нас во Музеот на современата уметност. До крајот на годината имаме уште многу настани, изложби, познати личности, предавања од светски познати уметници, така што останува само вие да дојдете, па ние ќе ви овозможиме прекрасна и програма и све. Ви благодарам. Молам.